9 часот и 30 минути во точно време започнуваме уште една наша уредувачка авантура и овој пат сме подготвени нормално со нови теми и нови содржини кои сигурна сум дека ќе го задржат вашето внимание тука следниве 30 на минути. А за почеток ви откривам само накратко што ќе гледаме денес и во овој квадрат. Во новиот квадрат ви помагаме да ја уредите кујната во бохо стил и да ја уредите трпезаријата, а доколку не ја користите, ви помагаме и како да ја трансформирате во нешто корисно. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Доколку чувствувате дека ви недостига инспирација и мотивација за приготвување на вкусни оброци во домот, тогаш можеби е време за да промените нешто во вашата кујна. Можеби е време за една убава боемска, односно бохо кујна. Како да ја уредите на овој начин ви откриваме ние во продолжение. Боемскиот бохо стил на кујна обично се карактеризира со рустикален, но уметнички изглед со изразени детали, како што се испакнати врати од кабинетите, резбани украси, специфични рачки и слични мали акценти, како и нагласена текстура на дрво. Овие кујни често се инспирирани од традиционалните медитерански кујни, но исто така се модернизирани за да постигнат уникатен стил. Ваквите малку авангардни кујни обично се украсени со бели и неутрални, но и топли земјени тонови. Природните материјали како дрво и камен обично се користат во комбинација со впечатливи детали како што се керамички плочки со мотиви или тапети со цветни дезени. Кујнските кабинети често се отворени и содржат витрини за изложување стаклени садови и други украсни предмети. Комбинирајте природно осветлување, дрвени работни плочи и зеленило. Боемскиот кујнски стил исполнет со зеленило, природно осветлување и дрвени работни површини е комбинација од природни елементи кои создаваат уникатен и релаксирачки амбиент. Зелените растенија идеално се вклопуваат во боемскиот стил на кујна. Освен што внесуваат свежина и зеленило во просторот, растенијата можат да послужат и како функционален додаток за готвење, а во исто време да обезбедат природна арома и подобар вкус на храната. Природното осветлување во боемските кујни создава пријатна и топла атмосфера. Употребата на прозорци, стаклени врати и други прозирни материјали овозможува навлегување на природната светлина во просторот, што создава чувство на пространност и поврзаност со природата. Дрвените работни плочи се незаменлив дел од боемскиот стил на кујната. Обезбедуваат топлина и природен изглед, а исто така се издржливи и функционални. Дрвото можете да го користите и за други елементи во кујната, како што се кабинети, полици и столици. Комбинирајте отворени полици со мали цветни мотиви. Отворените полици се совршен начин да додадете малку вкус во вашата бохо кујна, но и да ја направите пофункционална. На овој начин не само што ќе ви бидат при рака вашите омилени зачини кои ги користите секојдневно за подготвување на вкусни оброци, туку ќе добиете и совршена можност да бидете креативни и да додадете некои цветни мотиви во дизајнот на вашата кујна. Малите цветни мотиви често се користат во боемскиот кујнски стил, за да се создаде топла и пријатна атмосфера. Цветните шари може да се нанесат на различни елементи во кујната, како завеси, покривки, перничиња за столици или керамички плочки. Во комбинација со природни материјали како дрво и камен, цветните мотиви придонесуваат за топлина и удобност на боемскиот кујнски стил. Украсувањето на кујната со цветни мотиви е одличен начин да се создаде интересна природна атмосфера, при тоа додавајќи боја и живост во просторот. Комбинирајте интересно осветлување со ѕидни додатоци. Украсните теписерии за ѕид често се гледаат во кујните украсени во боемски стил. Тие обично се направени од најфините стебленца од трска и секако главна декорација на овој вид ѕиден додаток е обично цветот. Малите ѕидни акценти во боемската кујна можат да бидат интересни и впечатливи, а во исто време да придонесат за топлина и удобност во просторот. Секако не мора да се ограничувате исклучително на таписерии, тоа може да бидат и растенија на полиците, различни слики или уметнички дела кои дефинитивно создаваат шарена и разиграна атмосфера. Осветлувањето во боемскиот стил на кујна е уште еден клучен елемент кој може да создаде топла атмосфера во просторот, заедно со користење на природно осветлување. Можете да изберете различни видови лустери, светилки и ѕидни светла. Лустерите се одличен избор за боемската кујна, особено ако сакате да создадете женствена и романтична атмосфера.
Изберете лустер со метални или дрвени додатоци кои убаво ќе се вклопат со природните материјали во кујната. Комбинирајте декоративни акценти со бели шофи и дрвени панели. Боемскиот стил на кујна се карактеризира со опуштена и разиграна атмосфера, која може да се постигне со користење на различни украсни акценти. Малите украси може да имаат големо влијание врз кујната, па затоа е важно да изберете такви што ќе се вклопат во целокупниот стил на просторот. Растенијата се многу популарен декоративен елемент во боемските кујни. Можете да изберете различни видови на растенија како сукуленти, зеленило или билки и да ги ставите во различни видови садови, како што се керамички садови или стаклени тегли. Растенијата внесуваат живот во просторот и во исто време го подобруваат квалитетот на воздухот во кујната. Друг популарен декоративен елемент се различните видови теписи, без разлика дали се волнени, свилени или јутани. Тие ќе додадат топлина и удобност во кујната, а во исто време ќе создадат интересен контраст со дрвени и камени подови. Комбинирајте природни материјали. Лустерот од ратан, светло дрво и ѕид со акцент од тули може да создадат прекрасен боемски стил во кујната. Лустерот исто така ќе додаде рустикално чувство во просторот, притоа создавајќи интересен контраст со модерните елементи. Лесното дрво, како што се бор или јавор, може да даде природна топлина на кујната. Можете да изберете кабинети од светло дрво, дрвени работни површини или дрвен под за да додадете елемент со природен изглед. Исто така, ѕидот со акцент од тули може да додаде текстура и димензија во кујната. Можете да се одлучите за тулаво природна боја или да го обоите ѕидот во некоја од земјените тонови, за да додадете природен изглед. Ѕидот со акцент од тули исто така може да создаде рустикално чувство во кујната и да обезбеди совршена позадина за други елементи, како зеленило или украси. И нормално вкусно приготвените јадења во кујната го обединуваат целото семејство и пријателите во нашата трпезарија. Како да ја уредите? Во продолжение. Без разлика дали станува збор за трпезарија како посебна просторија или како дел од некоја друга просторија како дневна или кујна. Овој дел од домот е место каде се собираат семејството и пријателите. Во секоја трпезарија најважни се следниве парчиња мебел: маса, столови и фиоки, односно плакари. Другите елементи кои ја збогатуваат и зачинуваат, но не се неопходен дел од неа се: тепих, дополнителна маса за чување предмети, украсни елементи како што се слики, светници и слично. Уредувањето на овој дел од домот во голема мера зависи од просторот со кој располагате. Пред се, мора да напоменеме дека и мала и голема трпезарија може да изгледаат подеднакво добро, доколку правилно бидат организирани и добро уредени. Ги замоливме за помош нашите стручни соработници од Home Concept. Во продолжение, споделуваме со вас се она што од нив дознавме. Да почнеме со малите трпезарии. Добар избор на маса, најчести форми се квадратни, елипсовидни и кружни, е најважен за оптимална опрема на секоја трпезарија. Во помалите простории треба да се избегнуваат помасивни маси со поголеми димензии, бидејќи на тој начин се создава впечаток на пренатрупаност и се нарушува чувството на удобност, што е многу важно во оваа просторија. Преголемите маси нема да остава доволно простор за комода што може да послужи добро за чување на се што е потребно да се има при рака во оваа просторија, како прибор за јадење, чаршафи, чаши и така натаму. Помалите тркалезни или квадратни маси, кои собираат до 4 лица, изработени од полесни материјали, ќе се покажат како добро решение за ваквите простории. Елипсовидните маси обично се прават за 6 лица, па затоа се посоодветни за средни или поголеми трпезарии. Дополнителен бонус се дефинитивно масите со механизам на расклопување, што имаат можност да се прошируваат по потреба. Ако областа за јадење е исклучително мала, ви предлагаме да поставите клупа на едниот крај од масата наместо столици или да се одлучите за класичен аголен тросет. По изборот на обликот и големината на масата, во помалите трпезарии е важно да се избере и добра основна боја. Како и за сите други помали простории, предлагаме употреба на светли и помеки тонови кои ќе создадат чувство на пространост и чистота. Ако сте љубител на светли бои, предлагаме да ги користите така што основните тонови ќе бидат која било бела нијанса,
беж, бело кафе, слонова коска, што потоа ќе се комбинира со една или најмногу две светли бои. За помали трпезарии препорачуваме столови со исправени нозе. Ако нозете излегуваат надвор, тие ќе заземат вреден простор и ќе се лепат едни на други, како и столчиња кои се преклопуваат. Ако трпезаријата е во посебна просторија, таа може да се организира во било кој стил. Ако е дел од дневната соба или од кујната, трпезаријата треба да биде во исти стил како и остатокот од просторот. Додека масата и столовите треба да бидат во еден стил, тоа не е задолжително за фиоките и другите украсни елементи. Трпезаријата ќе добие динамика ако најдете ретро комплет и антички свитници покрај минималистичката маса и столови. Сепак, за такво мешање на стиловите предлагаме претходна консултација со експерти. Во помали трпезарии не ставајте големи расветни тела. Одберете помали, но со посилен интензитет. Нека најсилното светло доаѓа од светлосното тело кое се наоѓа над трпезариската маса. Како по правило, ова главно светло треба да биде лустер наместен малку понизок отколку во другите простории, на висина од околу 200 см, така што светлината е што е можно поблиску до масата, што се постигнува чувство на интимност и топлина. Пожелно е дополнително осветлување како што се подни ламби или помали столни ламби на комодата. Во големи пространи трпезарии, големите маси во форма на квадрат ќе изгледаат многу убаво, идеално за големи семејства и оние кои често имаат поголем број на гости. Оваа маса веќе ќе изгледа елегантно со своите димензии и надополнета со столици со повисок наслон и подпирачи за раце, ќе влијаат позитивно на атмосферата. Големите тркалезни маси ќе изгледаат добро и на екстремно големи простории. За класични простори предлагаме квадратни или тркалезни масивни дрвени маси и столови. Особено соодветни се разбаните дрвени столови во комбинација со кожа. Додека за континентална варијанта на рустикален стил предлагаме квадратни масивни маси од едноставни линии. Подобри се столици без подпирачи на раце. Во модерно украсени простории, големи стаклени маси ќе изгледаат убаво во комплет со столици од истиот материјал. Како тоа изгледа практично, ви откриваме во продолжение. А доколку сепак не сте од оние кои ја употребуваат често трпезаријата и кои предпочитаат да ги користат оброците на некои од другите простории во домот, можеби е време и вашата трпезарија да ја пренамените во нешто што на вистина би го користеле. Во што, например, ви откриваме ние сега. Ако имате трпезарија која едва ја користите, можеби е време да ја преиспитате нејзината намена. Наместо да остане празен или да се користи само еднаш или два пати годишно, можете да го претворите овој простор кој го сакате и ќе го користите секој ден. Вашиот дом треба да ви служи вам и на вашите потреби, а не правилата на некое минато време. Секој квадрат е вреден и штета што останува неискористен само затоа што така е обичајот. Ако никогаш не јадете таму, зошто би сакале да остане како што е? Можете да ја пренамените. Например, во домашна канцеларија. Ако работите од дома или ви треба мирно катче за канцеларија, претворите ја трпезаријата во функционална домашна канцеларија. Додајте квалитетна канцелариска фотелја, полица за организација на документи и доколку можете затворете го просторот со лизгачки врати, за уште поголем мир. Така повеќе нема да работите на масата во кујната, додека околу вас владее хаос. Одвојувањето на работата од личниот живот е клучно за балансирање, а вистинското работно катче може да направи огромна разлика во вашиот секојдневен простор. А вашата трпезарија може да стане и област за играње. Ако имате деца или сакате друштвени игри, претворете ја трпезаријата во разиграна игротека. Поставете голема маса за игри, кабинети за друштвени игри, загадки и креативни проекти. А ако сакате, додадете дури и маса за билјард или ретро аркадна машина. Овој простор ќе остане омилено место за собирање на семејството и пријателите, совршено за правење спомени далеку од екранот.
Овој простор може да стане и приватна библиотека. Ако книгите се ваша страст, трпезаријата може да стане ваша оаза за читање. Поставете полици покрај зидовите, додадете скала за книги и удобно седиште како фотељи. Доколку чувате маса, можете да организирате интимни книжевни вечери или прослави во посебна атмосфера. Вака дизајнирана соба ги комбинира тишината, естетиката и функционалноста на уникатен начин. Многумина предпочитаат пријатен агол за релаксација наместо формална трапезарија. Заменете големата маса со софи, фотели и помали маси за кафе и создадете втора дневна соба, совршена за опуштени собири, читање книга или уживање во чаша вино. Ке го цените овој дополнителен простор кога имате гости или кога едноставно ви треба мир и тишина. Добра идеја е трпезаријата да стане катче за учење и работа на задачи. За семејствата со деца, областа за проучување е вистински спас. Организирајте големо биро за домашни задачи, цртежи и проекти, додадете силни светилки и паметни системи за складирање. Наместо книгите и тетрадките да се натрупуваат во кујната, секој може да има свое катче фокусирано за учење и работа. Ако свирите некој инструмент или само ја сакате музиката, зошто трапезаријата да не ја направите ваше лично музичко засолниште? Обезбедете добра звучна изолација, затворете го просторот со лизгачки врати и поставете пијано, колекција гитари или дури и мало студио за снимање. Ваквиот простор не е само практичен, тоа е место за изразување, инспирација и бегство од секојдневието. Ако вашето хоби пак е изработка, шиење или направи сам проекти, трпезаријата може да стане вашето креативно царство. Чувате големо биро за работа, додадете многу полици, кутии за да ги организирате материјалите и обезбедете добар, природен и вештачки извор на светлина. Важно е просторот да не е во центарот на дејството, за да може вашите креации да останат распослани додека трае инспирацијата. Вашата трпезарија не мора да биде заборавениот простор кој подсетува на некое друго време. Со малку имагинација и паметно планирање можете да вдишете сосема нов живот и да уживате во него секој ден. Без разлика дали работите, се релаксирате или создавате, вашиот дом треба да ги одразува вашите вистински потреби, а не застарените правила. Нема правилно и погрешно кога станува збор за вашиот животен простор. Постои само она што ви носи радост и функционалност. Започнете денес и дајте му ново значење на секој агол од вашиот дом. Наоѓањето места за складирање е една од главните проблематики со кои се соочуваат луѓето кога размислуваат за дизајнот, дури и потоа. Понекогаш дури и во голема просторија би било несоодветно тој да изгледа како уште еден голем кабинет. Но што ако треба да ставите збирка на бројни и десетици книги? Спас во оваа ситуација се добро познатите ѕидни полици, за кои разговараме денес. Се поголема и поголема улога во модерниот распоред на просторот се ѕидните полици, а поради нивната погодност и леснотија за прилагодување кон секој дел од станот, ги прави да бидат и практични и уште поомилени. Ѕидните полици, освен што се навистина декоративни, имаат уште една голема улога во декорацијата на домот. Тие се практични, не заземаат простор за движење и просторијата е исполнета со топлина. Нивните различни форми и способност да се прилагодат на тешко достапни места се исто така една од причините зашто се наоѓаат во дизајнот на интериерот. Полицата главно представува мало парче мебел, но може да го направи вашиот дом весел, потопол и што е најважно, функционален. Најбарани се ѕидните полици поради тоа што не заземаат простор за движење во станот, а можете да ставите многу слики, книги и сите мали работи што знаат да не мачат, а не можеме да им најдеме соодветно место. Недостатокот на полици во мали простории е речиси незамислив, бидејќи самите тие се должат на недостатокот на простор. За такви простории се препорачува да се инсталираат аголни столбови, кои може и да заштедат простор. И во бањата, и во кујната. Може да заштеди простор, но истовремено ќе изгледа и убаво и интересно. Кујните се во мирување за поставување на неколку мали полици кои може да располагаат со зачини, салфетки и многу други работи што сакате да ги имате секогаш при рака. Во кујната и бањата ги препорачуваме недрвените аголни низи, бидејќи влажноста во овие простории е честа и може брзо да ги расипе.
Светските дизајнери и архитекти уверуваат дека полиците се вклопуваат во стилот на украсување на целиот стан, така што дрвените полици ќе се вклопат совршено ако имате паркет. Металните и стаклените форми ќе одат отлично во голем простор со прозорци. Детските соби се обично погодни за опремување на простор со различни полици кои се направени во многу облици, бои и дизајни. Но важно е тие да бидат сигурни со заоблени рабови, така што детето нема да може да се повреди. Во желбата да ги задржи полиците како оригинално парче, дизајнерите на мебел се повеќе и повеќе го избегнуваат класичниот изглед на полиците, па на пазарот има многу поинтересни и покреативни модели. Тука се повеќе се дизајнираат така наречените пловечки столбови, кои се изградени со зидни држачи за да можат да издржат тешки товари, а највеќе ги користат за редење на книги. Класичните зидни полици се наједноставна и се уште најчеста опција, прикачена на рамен зид. Но поради нивната едноставност, ти обезбедуваат широк простор со кој може да располагате. Столбови со различни геометриски форми, големини, часовници или композитни композиции. Библиотеките можат да бидат навалени и асиметрични. Во океанот на интересни идеи, тие се дури и кружни. Само во случај на необични фигури потребно е да се размислува пред секој момент. А голниот простор вообичаено е празно место во нашиот дом, поради неговата непрактичност, но агалот не само што го подмладува просторот, туку и помага во трансформирање на интериерот. Полиците прикачени во овој простор се идеални бидејќи прикачувањето се врши на двата зида, а со самото тоа може да се изболни тој дел од просторот и да не изгледа како празна дупка. Едни од најновите и доста популарни полици се висечките. Како што можете да видите од самото име, овие столбови не се закачени директно над зидот, туку се ставаат на јаже на таванот. Овој дизајн на зидни полици не е многу стабилен, па затоа се користи за чување на книги наместо на кристални вазни. Но, несомнено, ефектот на овие зидни полици е создавањето на оригинални акценти во собата, што го прави просторот идеален. Првиот фактор во избор на полица е тежината на предметите кои сакате да ги поставувате на неа. Моделите со послаби носители може да ги пополните со некои украсни предмети, додека почврстите носачи дозволуваат потешки и посериозни предмети на полицата. Изборот на материјал треба да се прилагоди на просторот, што значи дека дрвените полици не се поставуваат во бањата, бидејќи во неа има многу влага. Во бањата најидеална е комбинацијата од метал и стакло, и истата се совпаќа со огледалата и прозорските рамки, а дрвените полици се препорачуваат да се совпаднат со паркетот и остатокот од мебелот. Материјалите се разновидни, а меѓу нив предност има секако дрвото. Некои се потпираат на едноставни геометриски форми, кои се во согласно со принципот на модуларни системи. Некои се класични форми, а некои имаат кружна форма со попречени полици. Треба да се разликува декоративната од практичната цел на полицата. Ако тие представуваат само декорација во просторот, тогаш можете да добиете модели направени од иверица или некои од моментално популарните или невообичаени форми, кои ќе создадат ефект на слика на зидот. Полицата изработена од медијапан е солидна и издржлива и најчесто се користи во кујната или во дневната соба како полица за книги. Можете да го декорирате просторот со необични полици, како што е старата мердевина. Покрај тоа, можете да изберете зидни полици со интересни дизајни кои може да бидат дополнително украсени со поголем ефект. За да избегнете акумулирачки ефект, осигурајте дека погодното пополнување на просторот не е во спротивност со деталите. Со високо квалитетна работа, полиците се претвараат во мебел со полн обем, кој како и секој друг објект мора да биде хармонично вграден во стилот на просторијата. Но како и да е, едноставните, практични и добро дизајнирани полици секогаш ќе изгледаат убаво и ќе му дадат специфичен стил на вашиот дом. А сега ве оставаме да се фатите за работа и да реализирате барем дел од она што научивте денес од мене. Ви благодарам што бевте тука и во овој квадрат. Се гледаме наредната недела, до тогаш ве оставам во добро расположение. Пријатно!